Аз и Бука од планетата Азбука. Аз и Бука, принцот и принцезата од планетата Азбука, рано утрото на 1 септември слетаа во дворот на едно убаво училиште, кое се подготвуваше да ги пречека првачињата. Зарем постои таква планета? Би прашал некој. А и како дошле? Постои, секако дека постои, рече Аз. Допатувавме со нашиот специјален авион што не носи секаде каде што има првачиња. Дополни Бука. Принцот Аз носеше облека извесена со буквата М. На главата имаше шапка во форма на буквата Д, а чевличките наликуваа на двете букви Б свртени со грб една кон друга. Принцезата Бука беше облечена во раскошно фустанче извезено со буквата И. Косата во прцлиња како З, а на неа убава панделка во форма на буквата Х, но прилегната. Колку беа убави, но и помалку чудни. На нашата планета Азбука сите предмети, куќи, згради, дрвја, цвеќиња, па дури и училиштата наликуваат на букви, рече Бука. А децата добиваат имиња што започнуваат на најомилената буква на своите родители. Таму ќе ги сретнете Роди, Дино, Ута, Шиш, Јојо. Сите тие се убави и умни деца. Колку чудесна планета, зарем не? Аз и Бука беа љубопитни да видат дали и тука на планетата Земја буквите се шетаат низ училишниот двор, низ ходниците на училишната зграда или пак може би ги има и на покривот. И на вистина, керамидите на покривот наликуваа на многу букви В, налегнати за да го чуваат училиштето од дожд и снег, а оџакот пак наликуваше на Л. Уште пред да влезат, забележаа дека оградата на училиштето е направена од буквата Ж, а пак влезната врата, кога беше затворена, ја правеше буквата Ш. Прозорците во форма на буквата Н беа украсени со шарени цветови и разлистени гранки. Погледни, Бука, рече Аз. Кошниците за отпадоци наликуваат на буквата Дж, а пак канделабрите се како Г на кои им закачиле фенери како Ф. За тоа време Бука ги забележал улашките што изгледаа како П, но превртена, а лизгалките пак беа како да подлегнала Ј да дремне. По тревата наредени Л и Њ како саксии во чии кругови имаше засадено љубичици. Ч и Е потпрени една на друга држат мали таблички. На едната пишува "Не гази ја тревата", а на другата "Чувај ја природата". Малку потаму над зидот стоеше потпрена У, горда и подготвена да ги пречека првачињата со надписот "Училиштето ве прегрнува сите". Целиот училишен двор беше полн со интересни клупи што наликуваа на две буквица потпрени една на друга. Влегоа внатре. Колку убаво, рече Бука. Погледни ја оградата. Буквата Р фатена зараче со многу други како неа и ги носи децата на следниот кат. Десно над зидот, на дрвена плочка наредени К и Т, а лево З и С. Мали закачалки за детските палта и джемпери. Часовникот, кој наликуваше на О, покажуваше дека се ближи 7:30 часот. Аз и Бука излегоа од училиштето и се упатија кон излезот. И само што помислија дека на земјата децата не знаат за Қ и Ѓ, пред нив на зелената површина во училишниот двор
децата засадиле цвеќиња во форма на двете онеправдани букви. Бука, принцезо моја, рече насмејано Аз, време е да отидеме на друга планета. Овде на земјата, буквите им се најдобрите пријатели на првачињата. Тие се насекаде околу нив. Ајде Аз да побрзаме, училишното звонче само што не задзвонило. Авионот полета. Уште не беше искачен во висините, принцот Аз и принцезата Бука слушнаа како звони училишното звонче. Кога погледнаа низ прозорецот, училишниот двор беше препун со првачиња. Сите беа насмејани, но и помалку исплашени пред својот прв лет кон планетата Азбука. Аз и Бука само се насмевнаа, зашто знаеа дека патувањето кон планетата Азбука е најинтересното, најзабавното и најубавото патување во животот. Ана Витанова Рингачева.